Здраво на сите! Се наоѓаме по една од просторите на Педагошкиот факултет Битола. Со вас е Христина Начовска, студент на Педагошкиот факултет на насоката Англиски јазик и книжевност. А тука со мене се студентите од Педагошкиот факултет кои студираат на насоката наставници и насоката воспитувачи. Повеќе за овие насоки ќе ни кажат студентите. Би сакала да ве прашам зошто одлучивте да ја одберете насоката наставници? Моje лично мислење за насоката наставници или воспитувачи е тоа што сум поврзана со децата кои сакам да ги воведам во подобра и поуспешна насока со која што ќе им укажам како да функционираат во општеството. Исто така, зошто одлучивте да одберете насоката воспитувачи? Не можам да издвојам некоја посебна причина поради која ја одбрав оваа насока. Едноставно ги сакам децата, поврзана сум со нив и ми годи нивното присуство и со тоа сакам да допрем во срцета, да ги воспитам добро, да бидат совесни и добри граѓани на ова општество. Какви предмети изучувате на оваа насока? Ги изучуваме сите оние предмети кои ни се потребни за во иднина да станеме добри и квалитетни наставници воспитувачи. Заеднички предмети на наставници воспитувачи се психологија, педагогија, етика и дидактика. Така, кој е ваш омилен предмет? Во глобала од сите предмети што ги изучуваме, сите се интересни и веќе познати. Поради тоа не може да се одвои еден предмет од друг. Така, на кој јазик се одржуваат вашите предавања? Нашите предавања се изучуваат на македонски јазик. Што се можете да научите од оваа насока, од предметите кои ги изучувате? Па секој предмет си има своја основа и цел на изучување. Сите овие предмети кои ги изучуваме ќе ни бидат од корист за во иднина да бидеме добри и професионални наставници и воспитувачи. Така. Исто така сакам да ве прашам, дали сте задоволни од предавањата, од начинот на предавање на професорите? Од предавањата сме премногу задоволни затоа што сите професори се коректни кон нас и секој од нив се труди да го задржи нашето присуство и внимание користејќи современи методи на технологија. Така. И што би им препорачале на едните студенти кои ќе изберат вашата насока? Наидните студенти би им препорачале пред се да бидат редовни на предавањата, затоа што од страна на професорите тоа ќе биде ценето и наградено. И за крај, дали би сакале нешто да додадете во овој наш разговор? Ви благодариме. Па во глобала е тоа се. Ви благодариме на присуството. Се гледаме некоја наредна прилика. Ви благодарам и вас за вашето време. Исто така сакам да им се заблагодарам на нашите професори за нивната помош, поддршка и соработка.